визијата на отворениот Балкан ја живееме сега. Тоа треба да биде првиот чекор кон нешто повеќе. Туристичката дипломатија го направи своето и создаде поголема дестинација која што ќе овозможи многу повеќе. Всушност, ако во 2020 зборувавме за дома си е дома, за 2 милиони туристи, сега веќе имаме дома си е дома за 11 милиони туристи. Еногастроконцептот е многу значаен, бидејќи Балканот е дестинација за 4 сезони. Всушност, се она што треба да се направи, да се прати порака кон Европа, дека Балканот треба да биде отворен и тој треба да биде откриен. Всушност, вториот дел треба да го направиме ние, туристичките работници. Токму и на овој саем заеднички се представуваме заедно со националните туристички организации на Србија и на Албанија, да ги представиме нашите потенцијали, но и да ја пратиме пораката дека можеме да успееме во наредните години до 30 милиона туристи во текот на една сезона заеднички на Балканот. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е отворена за секаков тип на соработка. Руралниот туризам, еногастроконцептот, екотуризмот е тоа што треба да не води низ на наредните години. Всушност, тоа треба да создаде многу нешта, да создаде нови зелени работни места, да брендира одредени органски производи, да создаде дестинации во кои што можеби не сме ги посветувале внимание во изминатиот период. Всушност, развојот на руралниот туризам треба да биде едно од алките кон закрепнување на македонската економија. Всушност, туризмот преку руралниот туризам, руралниот економски развој треба да овозможи создавање на нови мали бизнис, создавање на женското предприемаштво, овозможување на младите генерации да создаваат на местото каде што се роди. Всушност, да се овозможи една реформа и една поддршка во се она што се вели туризам, но на еден поразличен начин. Ние како дестинација треба да ја развиваме одржливост. Одржливоста во туристичката индустрија, таа може само да дојде преку руралниот туризам, екотуризмот, гастротуризмот, еногастроконцептот и да не ги заборавиме винските рути кои што на Балканот треба да ги создадеме. Во наредните неколку дена заедно со колегите од националните туристички организации на Албанија и на Србија ќе работиме на заеднички проекти, ќе работиме на заеднички производи, а првото е што треба да го направиме да ги нацртаме рутите на Вранецот, да возможиме нови задоволства, но да возможиме исто така и нешто што ќе остане да се развива во наредните 5 до 10 години. Сепак, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе работи заеднички со останатите институции да ја создаде наредната стратегија во туристичката индустрија токму кај нас, која што треба да се преиле и на останатите земји и да овозможи одржливост на дестинацијата и во 2025 година да се гордееме на повеќе од пола милијарда долари во македонската економија, исто така повеќе од 4 милиона ноќевања. Тоа ќе се направи ако работиме сите заедно, ако успееме да создадеме повеќе капацитети во руралните средини, а исто така да создадеме и нови млади работни места кои што ќе ни возможат одржливост во економијата. Здраво, јас сум Блаже Миневски, собственик на бутик винарија Бади од Кавадарци, срцето на Тиквешкиот вински регион. Имаме фамилиарна винарија, 100% собствено производство на вино, исто така производуваме и винјак и ракија и најпознатиот производ маџун од грозје. Ова е до сега прв меѓународен или балкански саем што ги подобруваме соседските односи или ги развиваме, така да сега од отварањето саемот функционира одлично, има комуникација, има доста посетители од наша страна, исто и од страна на Србија, од страна на Албанија. Во глобала се разменуваат повеќе информации за соработка, така да во иднина очекуваме и подобра соработка и размена и продажба, извоз и подобрување на нашето производство. Буквално извоз, затоа што ние сме производители на вино од Македонија, така да за нас српскиот пазар е потенцијален пазар, 3 пати поголем од македонскиот, има повеќе шанси за продажба и сите се стреме за подобар успех.
во тоа што секојдневно го читаме, со зближувањето на Open Balkan, на отварањето на границите, значи на подобрувањето на тие фитолаборатории, агенции за храна и ветеринарство, мислам дека одиме на добар пат, дека ќе се подобри соработката, иако и до сега е на едно добро ниво. Ние како мала винарија се уште не извезуваме, али во иднина со нашиот раст и со представувањето на вакви сајми очекуваме да го зголеме производството и да почнеме со извоз на територијата на нашиот Балкан. Јас се викам Александар, сум продажен менаџер во Талвина, ДОЕЛ. Имаме сопствени лозови насипи од прилика 450 хектари и годишно производство од 3,5 милиона литара со целокупен капацитет на визбата од 7 милиона литара. Во основа овој саем можеби повеќе представува еден почеток на соработка на македонските, албанските и српските винари, лозари и винодистрибутери. Имаме можноста ние сами да настапиме таму и сами да ги бараме нашите пазари лично од фирмите. Колку наспроти тоа што би морале, да речеме, да се подпреме на една, две или три лица кои што се главни. Можеби вниманието што ќе го привлечеме со оваа политика на Open Balkan нема да овозможи само ние сами да се пробиваме меѓусебно во нашите држави, туку и пошироко и широк свет.